на интенцијата и тенденцијата која што се ствара изминатиот период во собранието со злоупотреба на деловникот кој што сите заедно го донесов. Ова е документ за кој што сите заедно гласавме во ова собрание, 118 гласа доби деловник за кој што сите ракоплескавме и сите заедно работевме кога се донесуваше и тука и за Жан Моне во Париз. Зошто? Затоа што врз основа на еден документ дозволуваме собранието да работи. Владеачкото мнозинство да не биде кочено од страна на опозицијата со банални и тривијални работи и да бидат уредени сите права и обврски на сите чинители во ова собрание. Што се случува изминативе денови? Гледаме тенденција да се сака да се прави шоу од процедуралните барања. Имено, што значи процедурално барање? Член 94. На координатор на пратеничка група и пратеници кои не се членови на пратеничка група, кои сакаат да зговорат за неправилна примена на деловникот, председателот дава збор штом ќе го побараат. Ние сега со процедуралното одговараме на премиери, одговараме на лица кои што не се тука, бараме барања од луѓе кои што не може да ни вратат на одговор и упорно го злоупотребуваме. Значи, што е процедурално? Неправилна примена на деловникот. Што е неправилната примена на деловникот? Колешката побара да и се одговори на писмено прашање, уредено со член 39. Значи, на писмено прашање, доколку не може да одговори премиер или носител на јавна функција, усно, одговара писмено. Тој одговор се става на посебен дел од сајтот, кај што го добивате одговорот. На тој одговор пратеникот не се произнесува на седницата за поставување на пратенички прашања. Точка. Ќе го добиете одговорот, вие го добивате. Можете да го објавите, можете да зборувате, ама не да узурпирате седница за пратенички прашања. Ова, ја не верувам дека некаде во светот се случува. На единствената можност на опозицијата да поставува директни пратенички прашања и да добива одговори, опозицијата истата да ја кочи и да ја злоупотребува говорницата. Носителот на опозицијата, председател на најголема опозициона партија, поставува прашање, вие го кочите со процедурални без да добие одговор. Следен за поставување повторна опозиција, вие повторно стоите на говорница и се злоупотребува говорница. Нема да се дозволи да се злоупотребува говорницата. Прашајте, ќе ви се одговори. Тоа што го прашавте, нема одговор, ви одговори председателот. Завршена работа. До следнава седница јас ќе апелирам да го добиете одговорот. И да го добиете. Не е поврзан со седницава денеска. Не можам да ја разберам интенцијата да се прави шоу и да се биде главен, а 120 пратеници да седат и да ве слушаат. Благодарам. Зијадин Селја, процедурално. Процедурално Зијадин Селја, повелете.